Звучи прилично невообичаено и сенилно да се изуми името на своето политичко чедо. Особено ако на отворена јавна сцена директно и лично е извршена промоцијата на антикорупцијскиот тим со позната абревација, ама со целосно име, кое сега никако не паѓа на ум. Мицко МК е кратеница и кратенка од македонски информативен. Точно сега Мицко МК. Многу ме интересира како е целотното име, целото име. Добро, сега Името ме интересира. Македонска? добро ќе го кажам името, ќе се сетам од текот на емисијата си. Заборавеноста може да биде проблем во политиката, ма често пати се посега по неа како алатка за прикривање на познати факти или за битки во кои ќе му се стави камен во чевелот на можниот опонент. Оти само така прозвучи обвинувањето на Николовски дека неговиот колега Мисајловски ја утнал работата на автопатот Охрид-Кичево. Отидовме со решение кое што по мене требало да се направи уште кога почнал да се работи овој проект. За жал проекти немаше, геолошки истражувања и геотехнички немаше. Тоа што го немало не мора да значи дека било заборавено, туку дека така требало да биде. Исто како што со огромна леснотија, функционерите со нула дипломатска активност ја прифаќаат суспензијата на имигрантските визии од стратешкиот партнер. Веројатно не изолира Соединетите Американски држави 87 земји. Тоа не бе 86. 75. Пардон, 75 држави. Значи, за мене тоа беше очекувана мерка. Ако тоа не е изненадување, тогаш не треба да чуди ниту одлуката на 1/6 од народните избраници, кои се решиле да имаат резервна татковина, од која полека но сигурно, наскоро и дотаму ќе се патува без визи. Не може денеска во собрание да седат 20 пратеници со бугарски пасоши, а да зборат против Бугарија. Нека излезат јавно, нека кажат да, јас имам двојно државјанство, имам бугарски пасош, сум го стекнал така и така, бирате ме за пратеник. Кого ќе го лажам јас во Македонија, а ќе бидам пратеник, а позади ќе водам двоен живот? На тие што водат баш таков живот, па во едниот делат правда, а во другиот ја прикриваат. Се наоѓа по некој демон и тоа не од дебармало, што ќе ми ја земе душата. Па макар цената за неа била закопана во зид. Љупчо Пецов ѓаволот доби домашен притвор. Тоа е многу интересно, значи сега не е во притвор. Но доби домашен притвор затоа што па им помогна на институциите да ги откријат овие што земале мито од него. И сега тоа good deal. И на крајот, ѓаволот ни ора ни копа, а можеби поради некој good deal, оној најцрниот, никако да исчезне. Jo, bëdhe I do ketë pa Ali Ahmetin, po për situata është që kapiteni Anijes nuk e praktis Anijen I pari. Dhe tani në fund është kapiteni Anijes. Sa ta qesi pa ankoroj në breg Anijen, fregatën, edhe hajde dalë. Akoma ka dalë. Политичкото море не е толку немирно. Баранови има, ама прашање е само дали решението за нив ќе се бара на некое воредно пристаниште или ќе се плови по редовната линија.